Бојан, на стадионот сме на Брегалница. Се сеќаваш ли на твојот прв настап овде на овој стадион? Кога беше? Да. Тоа беше надпреварот против Ренова. Врнеше, дош многу. Се сеќавам, да, дебитирав последните 10 минути, кои што ќе ги памтам до дека сум на крајот на мојот живот, бидејќи се тоа сепак први чекори во мојот фудбалска кариера. Професионално. 2017-та? Како се лажам? Да, 2017. Колку години имаш тогаш? 17 години имав. Тогаш, да. Мислиш ли дека ќе стигнеш во Абердин, например, и дека ќе се интересираат за тебе клубови од светска класа? Нормално, во мојата подсвест секогаш верува во моите квалитети и моите цели, имав нормално како секој фудбалер со ништа. Нормално дека доколку не сум верувал немаше да стигнем до сега каде што сум. Нормално дека тоа ми било цел и затоа и сум тренирал и сум давал секогаш се од себе за да стигнем каде што сум сега. Се потсетиме твојата кариера од Брегалница, каде беше пред да стигнеш во Абердин? Да, прво бев во Брегалница. Прво бев почнав, моите почетоци беа во Мал Аекс, тренирав футзал до мојата 16-та година, каде што потоа се префрлив во школото спортска академија, која што се запишав подоцна во Брегалница, во голем фудбал, така и беа моите почетоци. Во Мал Аекс ми беа тренери Владко Манев и Игор Шиндев. Во Брегалница ми беа Димитар Маџунаров, неговиот татко, Драган Христоски и многу други луѓе кои ми помогнаа околу мојата кариера. Подоцна заминав во Скопје во Работнички, каде 2 години не играв фудбал. Во Работнички не доби многу шанси? Не добив шанса, во 2 години не играв, добива шанси, но многу малку. Вистинската шанса ја добив во Ренова, каде што играв стандардно година и пол, и од таму беше мојот трансфер во унгарски МТК, каде што се задржав таму 2 години и од таму направив трансфер во шкотски Абердин. Сега си во Абердин, но моментално си тука во Штип. Како го користиш времето кога доаѓаш во Штип? Го користам повеќето со мојата фамилија, бидејќи не ги гледам толку често. Веќе 5 години живеам надворот од државата и поголемиот дел го поминувам со фамилијата, со моите пријатели. Моментално за Абердин имаш постигнато колку голови? 30 и до сега? 30, да. 33 прочитав некаде. Како си прифатен во Абердин? Како е да се живее во Шкотска? Убаво, многу чувство од фудбалски аспект. Градот живее за фудбалот, нема некој што не прати фудбал, од најмало па до најголемо. Мислам дека се големи фанатици. Самиот факт што 15.000 тикети се продадени сезонски доволно говори дека преку 20.000 имаме секој домашен надпревар публика и во гости исто така по 3-4.000 публика. Што ете уживам во фудбалот во Шкотска, бев прифатен уште првиот ден одлично, што ми помогна многу, не ми требаше време за адаптација и едноставно кога си прифатен добро од околу цела околина околу тебе, нормално дека ќе имаш успех. Сега Британија, Англија, ајде ја сметаат повеќе како фудбалска земја, меѓутоа и Шкотска очигледно таму се Селтик и Глазгов Ренџерс навистина екипите кои што се најмоќни. Меѓутоа се гледа оние видеа кои што ги имаш, кои што ги објавуваат твоите пријатели или ти со подарување на дресови, ово последното најинтересно беше колку младите таму се интересираат и колку ги прифаќаат фудбалерите. Како ја остварувате таа комуникација со публиката? За нив е нешто најголемо некој фудбалер од Абердин да му даде дрес на некој дете или некој човек. Тоа за нив е големо достигнување, што самиот факт што кажат дека се огромни фанатици. Абердин е, како што знаеме, голем клуб со огромна традиција. Има играно Лига шампиони, има освоено 2 пати Лига на шампиони. Алекс Фергусон потекнува таму, своите први почетоци ги има таму, така да градот живее за фудбалот. Ти ми кажа дека започна од мал фудбал, кај Коџак, Владко Манев. Да. Си поминал пат кој што не е баш едноставен, не е така едноставно, се нашол и отишол Бојан да игра во Абердин. Што би им препорачал на фудбалерите кои што играат во Македонија? Колку е лесно сега да се направи трансфер во големи екипи со оглед на тоа какво првенство имаме, каква ни е состојбата во фудбалот? Знаеме дека е многу тешко од кај нас од Македонија да отидеш во странство, бидејќи не пратат многу луѓе, менаџери македонски фудбал, бидејќи знаеме каква е инфраструктурата во нашата држава. Нормално дека доколку тоа се подобри, дека ќе има многу повеќе луѓе што ќе бидеме поатрактивни за гледање, а талент и
и деца што има талент ги има многу овде во Македонија. Јас тоа го кажувам и во Абердин, на луѓето во Абердин, дека и тоа го видео они дека играч од Македонија може да игра во Шкотска, и јас си го кажувам тоа дека има многу доста млади играчи што вредат многу во Македонија, што може да отидат во Шкотска многу лесно. И сега моментот овде доаѓаш и во Енџелс излегуваш ваму таму. Како е животот таму за еден фудбалер? Веројатно малку ограничен, меѓутоа каков е животот за младите во Абердин? Дефинитивно е многу поразличен за разлика од овде. Таму луѓето те препознаваат секаде во маркет, во мол, во секаде каде да се појавиш те препознаваат, бидејќи како што кажав, секој прати фудбал. Секој, нема некој што не прати фудбал, и нормално дека тоа ти прија. Луѓето сакаат да се сликаат со тебе, тоа доволно кажува дека правиш нешто добро во тој град што си. Како го прифати тоа што и пред нас ни го кажа, предноко го кажа од Брегалница, дека луѓе од Абердин дошле овде на стадионот да видат каде Бојан Милски, кој што игра за Абердин, заиграл прв пат. Тоа доволно говори за какви луѓе станува збор во Англија или во Шкотска. Луѓето едноставно се љубопитни и сакаат да знаат се околу нивните играчи, и сакаат да одат први до тоа да го дознаат. И како што кажав, тоа е стварно неверојатно чувство да бидеш дел од такви луѓе околу себе. Големо име се споменува во последните денови, се спомнува и многу имиња фудбалски кои што сакаат да го видат Бојан Милски во своите редови. Последен Манчестер Юнајтед се спомнуваат други клубови. Докаде си во целата таа приказна со евентуален трансфер во поголем клуб, што во последно време изгледа се пореално? Нормално, доколку играш одлично, секогаш ќе те поврзуваат со други клубови. Тоа доволно кажува. Мене ми е секогаш драго кога ќе погледнам дека те споредува, дека те сакаат големи клубови. Тоа доволно кажува дека си на прав пат во својата кариера. Јас имам 2,5 години договор во Абердин, уживам моментално во клубот. Не сум размислуван, сега сум на одмор. Тоа се шпекулации што ги читаме сите на социјалните мрежи, но сега сум само фокусиран на Абердин и на мојот договор од 2,5 години. Доколку стигне нешто нормално дека ќе седнам со мојата фамилија и со моите менаџери да размислиме каде во Индина би продолжил кариерата. Нормално дека Абердин не ми е крајна дестинација во мојата кариера. Имам големи цели да играм во топ 5 лиги во светот, така да чекор по чекор. Чекор по чекор. Репрезентацијата да ја споменеме, бидејќи си практично веќе подолг период стандарден член на списокот на селекторот Милевски. Што очекуваш од оваа репрезентација? Очекуваш ли таму да дојде момент на извовнување со голови како во Абердин? Нормално, екипата е доста млада, како што знаеме после европското првенство многу играчи се пензионира, и како Горан Пандев, што е многу тешко да се најде замена за таков играч. Нормално дека јас дебитирав исто со Благој Милевски, ми даде шанса и многу други играчи. Што сме у таков момент каде што правиме екипа за војнина, и мислам и се надам дека доколку продолжам во исто темпо во клубот, дека ќе пренесам формата и во репрезентацијата. Каде полесно се адаптираш? Сега кога ќе се вратиш во Абердин или кога доаѓаш овде во Македонија? Нормално во Абердин имам континуитет, знам што треба да правам кога тренирам, кога ја доручкам, кога ручам овде додека сум на одмор, го немам тој третман, едноставно уживам, спијам до покасно, отидам на кафе, што ми е малце чудно, што не правам ништо, но има и такви моменти каде што треба да се одмориш и да ги видиш пријателите, фамилијата. Секогаш одлично кога си за такви празници дома со својата фамилија, бидејќи не живеам, како што кажав, 5 години овде и не сум бил за големи празници никогаш дома. Секогаш сум бил сам, но сега ова година се погоди ми баш мило што беше нападник со своите? Да. Паричката ти ја наместија или? Не, паричката се падна кај мојата сна. Во секој случај убаво на празници да се биде дом. Да, како што кажам, да. Бојан, ти посакувам успех и да те видиме во некој голем клуб, да се остари желбата да играш во топ 5 лигите. Дај Боже само здравје и што е моја ќе си дојде, се надевам. Фала ви на поканата и